Кредит, камата, долг. Зборови што често ги слушаме, а можеби не секогаш целосно ги разбираме. Еба денес ќе се нурнеме токму во таа тема. И ова не е само некоја лекција. Ова е една од најважните животни вештини. Знаење што буквално може да ја обликува целата финансиска иднина. И знаете што? Ако сето ова звучи комплицирано, верувајте, не сте сами. За огромно мнозинство луѓе, светот на заеми, договори, ситни букви изгледа како еден огромен, комплициран лавиринт. Ама токму затоа сме тука денес, да го расчистиме тој пат, да го направиме едноставно, јасно и разбирливо за секого. И еве го клучниот момент. Оваа тема многу мина ја прескокнуваат. Се додека не стане предоцна. Овде не зборуваме за теорија, туку за избегнување на многу реални и многу скапи грешки. Значи, клучно е да се научи за ова пред да се појави проблем, затоа што кога проблемот е веќе тука, влогот е многу поголем. Добро, ајде да почнеме од самиот почеток, од основите. За да научиме како паметно да се позајмува, прво мора да биде јасно што во суштина е кредитот. Значи, најважната работа што треба да се запомни е ова. Кредитот не се бесплатни пари. Тоа е производ, услуга, како и секоја друга. Позајмувате сума пари што треба да ја вратите, ама со една дополнителна цена. Таа цена се вика камата. Да речеме, позајмувате 1000 евра. Банката ви ги дава веднаш, ама за возврат очекува да ја вратите малку повеќе. Е токму таа разлика, таа цена за услугата, тоа е каматата. И секако, не постои само еден вид кредит, нели? Има најразлични, за секоја можна животна потреба. Имаме потрошувачки кредити, за некоја итна работа, па кредити за автомобил или стамбен кредит, што е веќе една од најголемите животни одлуки. Ги имаме и кредитните картички, супер практични, ама исто така и потенцијално многу ризични ако не се внимава. И секако студентските кредити, кои се во суштина инвестиција во иднимата. Добро. Сега доаѓаме до најважниот дел од целава приказна – каматата. Ова не е само некој ситен процент напишан на договор. Ова е вистинската цена на долгот. Тоа е цената што се плаќа за можноста да се користат дуги пари веднаш. Кога ќе се свати ова, одлуките стануваат многу попаметни. И тука работите стануваат интересни. Главно, постојат два типа на каматни стапки. Прво, фиксна. Како што кажува и самото име, таа е фиксна, заклучена. Ратата останува иста во текот на целиот период. Тоа дава сигурност, предвидливост, знаете ма што сте. Од друга страна, ја имаме променливата. Таа може да се менува, да расте или да паѓа со текот на времето, зависно од пазарот. Значи може да има пониски рати, ама носи и ризик дека во иднина ратите може да скокнат. Во суштина, изборот е помеѓу сигурност и ризик. И еве нешто што е апсолутно клучно да се свати. Разлика од само 1 па дури и 0,5% во каматата може би звучи како ситница, нели? Ама кога ќе се пресмета тоа на кредит од 20 или 30 години, таа ситница може да значи илјадници па и десетици илјади евра разлика во крајната сума. Затоа, истражувањето, споредувањето на понуди, тоа не е опција, тоа е апсолутна неопходност. Добро, доста беше теорија, време е за пракса. Како се тоа знаење се применува во реалниот живот? Ајде да видиме кои се клучните правила за паметно позајмување. Пред да се стави каков било подпис, треба да се застане и да се одговори на неколку многу искрени прашања. Прво, дали ова навистина ми треба или е само моментална желба? Второ, и можеби најважното, можам ли реално да си ја дозволам оваа месечна рата без да се доведам во тешка ситуација? И трето, дали ги проверив сите други опции? Можеби има некое поевтино решение? А еве и едно едноставно правило, лесно за памтење, ама неверојатно моќно. Вкупните месечни рати за сите долгови, значи и за станот, и за колата, и за картичките се на куп, не треба да надминуваат 30% од месечните нето приходи. Штом се помене тој праг, се влегува во една прилично опасна финансиска зона. И сега доаѓаме до можеби најважното правило од сите. Никогаш, ама баш никогаш, да не се зема нов кредит за да се исплати стар. Тоа е како да се обидувате да изгаснете пожар со бензин. Тоа е најсигурниот знак дека се влегува во една опасна должничка спирала од која е многу тешко да се излезе.
Проблемот не се решава, само се одложува и станува многу поскап на крајот. Но што ако долговите веќе постојат? Што ако веќе има некој товар? Прво и најважно, без паника. Добрата вест е што постои јасен акционен план, чекор по чекор, со кој може да се преземе контролата врз ситуацијата. Еве го планот за излез. Прво, соочување со реалноста. Се прави список на апсолутно сите долгови. Второ, се поставуваат приоритети. Се напаѓа прво долгот со највисока камата. Тој е најголемиот и најскапиот непријател. Трето, се минимизираат сите непотребни трошоци за да се ослободат повеќе пари за враќање на долгот. Четврто, се разговара со банката. Не треба да има страф од тоа. Тие имаат интерес да им се вратат парите и често имаат опции. И пето, најважното, не се игнорира проблемот. Действувајте веднаш, бидејќи секој ден чекање го прави долгот поскап. На крајот на денот се сведува на ова. Кредитот има две лица. Тој не е ниту добар, ниту лош. Замислете го како чекан. Тој е само алатка. Во вистинските раце, со чеканот може да се изгради куќа, да се создаде нешто вредно, да се купи дом, да се започне бизнис. Ама, ако се користи невнимателно, со истиот тој чекан може да се повредите. Така и со кредитот. Може да биде моќна алатка или тежок товар. И така, на крајот останува ова клучно прашање. Целата оваа тема се сведува само на едно нешто. Кој ја има контролата? Дали долгот управува со вас или вие управувате со долгот? Со знаење и со дисциплина, кредитот станува моќна алатка. Без нив, тој станува господар. Изборот на крајот е секогаш наш.